Двете композиции што се однесуваат на Христовиот земен крај, симнувањето од крстот и оплакувањето, ја покажуваат морфолошката и композиционата поврзаност со врвниот представник на комнинскиот стил, зографот од Свети Пантелеимон во Нерези. Представени се основните протагонисти на дејствието, врз истиот фон и во слична шема и движење. Но овој сликар, очигледно помошник на главниот курбиновски мајстор, го нема сензибилитетот на постариот мајстор од Нерези. Главниот курбиновски мајстор, автор на композициите во олтарскиот простор и дел од сцените во наосот, нема да подлегне на манирот од своето време. Неговите фигури, како што е огромниот лик на Свети Ѓорги и неговиот пандан Исус Христос до олтарската преграда, не се расчленети и покриени со линеарна мрежа на главата. Тие се пластични, волуминозни и во исто време проникнати со убавината на еден замислен, визионерски пресоздаден свет на водечкиот зограф. Тој идеал на комнинската убавина, да се постигне продуховеност на изразот преку бегство од класичните образци и хеленистичката инспирација, според мислењето на некои историчари на уметноста, е овоплотен на источниот зид од Курбиново и на некои композиции во наосот, дела на зографскиот протомајстор, кои супериорно владеат во своето време. Овој сликар, заедно со својот прв помошник, во долната зона ќе создаде една изворедна галерија портрети со чувство за индивидуализирање и третман на инкарнатот. Само во западниот дел на храмот, низ сцените на Успението, симнувањето на Светиот Дух и славењето на Христа, се чувствува послабата рака на помалку надарениот помошник, кој настојува да ги усвои формите на својот учител и да се прилагоди кон неговиот стил. Црквата Свети Ѓоргија од крајот на 12-тиот век, над брегот на Преспанското езеро, позната во науката и во широката јавност како Курбиново, доцна е откриена од историчарите на уметноста. Еден долг период се сметаше дека е тоа споменик на доцниот среден век, работен некаде после 16-тиот век. Дури подоцна, со нова валоризација, постана јасно дека станува збор за еден од најугледните споменици во доцниот 12 век, не само во Македонија, туку и во целата византиска уметност воопшто. Дури во средината на 12-тиот век доминираше линијата на класичниот хеленистички и помалу импресионистички начин на сликање, познат со репрезентот Свети Пантелеимон кај Нерези. Во крајот на 12-тиот век во македонската уметност и во пошироко во византискиот свет се случија клучни промени. Точно главен репрезент на доцниот комнински маниризам, каде што линијата ќе добие битно превосходство и ќе го потисне во заден план комнинскиот прелиминарен графицизам, доаѓа со црквата во Курбиново. Овој едноброден храм, надвор неугледен, сместен во пејсажот над брегот на езерото, се открива дури внатре, кога ќе се открие и раскошната убавина на внатрешниот живопис. Тоа е мал ансамбл, со стоечки светители и со фриз на сцени од животот на Христос, како и сцени од Теофанијата посветени исто така на Христос. Во крајот на 12-тиот век, во еден широк простор, од Стара Ладога во централна Русија,
до Аквилеа близу Венеција и Лагудера кај Кипар, комнинскиот графицизам изврши широка експанзија, но централниот простор, каде што се експонира во најзначајни споменици, тоа е југозападна Македонија, со спомениците пред се во Курбиново, Свети Врачи во Костур, дел од живописот на Свети Никола во Прилеп, а исто така со некои фрески во архиепископскиот град Охрид. Овој споменичен блок денес представува и основен фонд на споменици кои што даваат битна слика не само за сликарството во Македонија, туку ја презентираат византиската уметност, стилот на Византија во крајот на 12-тиот век. Познавањето на неколку значајни фигури од сликарскиот ансамбл веруваме дека повеќе ќе ни го приближат овој живопис и неговите внатрешни вредности. Во Курбиново е зачувана представата на Света Ана, што е дои малата Марија, една од најстарите слики од овој вид во византискиот стил воопшто. Марија, цица од левата дојка, пристои и помага мајка и Ана, додека детето се игра во нејзината преградка. Верно на апокривниот текст, Ана е насликана како средовечна жена со избраздено и уморно, но мајчински озарено лице. Слично е и со представата на Марија, што го држи пред себе малиот Христос во големата олтарска полукалота. Богородица е овде замислена и поставена фронтално, но затоа пак малиот Христос е насликан во расположение на безгрижна, дури палава игра врз нејзините колена, како да е насликан да ја илустрира замислата за очовечување на Бога. Доследен на барањето на жанровски елементи и обсервации од животот, мајсторот ги слика развеаните пелени на детето, додека мајка му ги смирува неговите движења, задржувајќи му ги нозете пред себе. Кога ги спомнавме овие два примера на нежност, изразување на чувство и мајчинство, дали треба да истакнеме дека во историјата на уметноста долго се мислеше од овие смирувачки мотиви во Македонија пробиле од запад, од италијанската уметност во 14-тиот век и дека наводно внесле живот во умртвената византиска уметност. Откривањето на курбиновските ликови од 12-тиот век и на други сликарски комплекси од 11-тиот век во Охрид со слични мотиви представува убедлив доказ за обратниот пат на оваа иконографија, тоест за пробивот на мотиви проникнати со хуманистички идеи од Балканот кон Запад. Прашањето на тематските иновации во Курбиново